Добро, почитувани, се уште ги нема вистинските одговори, ниту одговорност за крвавото бегство од Идризово, се случува нов скандал, ново бегство, а со истите режисери. Повеќе од 10 дена во бегство од затворот Скопје во Шутово Ризари е осудениот затвореник Нафи Абдиовски. За појаснување, осуден на 8 месеци за сторено кривично дело измама врз основа на досието, секторот за ресоциализација му одредува третман со група Б, односно да биде преместен во полуслободно оделение. Почитувани, би замолил во позадина да се појават фотографиите, еве ги гледам, за тоа кој е Нафи Абдиовски. Почитувани, ова лице кое што се повторува на фотографиите со сиот државен политички врв е Нафи Абдиовски. Чест гостин во владата на СДС, со еден убав албум фотографии во преградки со Оливер Спасовски, 6-7 години министер за внатрешни работи, вице-премиер, првиот вице-премиер, како што го посочуваат, Артан Груби, во премиерскиот кабинет со Зоран Заев, фотографии во владата, фотографии со председателот на собрание, фотографија во преградка со Стево Пендаровски. Почитувани, и од тука СДС дуи, може би најмногу Оливер Спасовски, министерот со најголем стаж во Министерството за внатрешни работи, мора да одговорат. Дали се работи за лице кое што има 16 кривични дела и толку неправосилни пресуди? Дали Нафи Абдиовски, со кого е на фотографијата, со правосилност на овие пресуди бележал 15 години затвор? Дали е повратник во затвор? И дали законот, според пресудите за Абдиовски и во делот на тоа што е повратник, законот посочува дека Нафи Абдиовски не смеел да биде затвореник во затворот Скопје во Шутово Ризари, туку би требал да лежи во Идризово. Уште повеќе, дали смеел да биде сместен во полуотворено одделение. Почитувани, одговорите на овие прашања ги откриваат вистинските факти што се крие зад бегството. Прво, што бара сиот државен врв со човек со 16 пресуди за кривични дела? Што бара тој човек во влада на Република Македонија? Што предизвикала толкава близина, каква работа им завршувал за да има ваков фотоалбум? Дали преместувањето во полуотвореното оделение во затворот Скопје е исценирано за да може пријателот на власта да побегне додека се чека правосилност на пресуди за 16 кривични дела? Почитувани, 2 скандали, 2 бегства од затвор, 2 лица миленици на власта со дебели досиеа. СДС дуи ја претворија Македонија во држава на мафијата. Затвор лежат само оние кои што не слугуваат на интересите на СДС и на ДУИ. Со вакви ликови невозможни се реформи, невозможна е верба во системот. Спасот е во предвремени парламентарни избори. Ви благодарам, дозволете ми да одговорам и на новинарско прашање пристигнато до прес-центарот. Се бара коментар на предлогот на Таравари да се отвори уставот па да се оди на избори, или, се вели во прашањето, ќе стоите на ставот дека мора прво да има избори, да се праша народот, па потоа да се види што ќе се прави со промената на уставот. Почитувани, народот е изморен од претворење на политиката во естрада и во екзибиционалистички потези, на лажење и лицемерие. Ако некој мисли дека може да се излезе и да се прави нешто за што не добил мандат, тогаш што е негова одлика, но за ВМРО ДПМН е приоритет работите за кои што суштински се залагаат партиите да бидат тестирани на избори и да добијат мандат од граѓаните. ВМРО ДПМН е за суштински развој,
борба за подобра иднина, за економски просперитет, заштита на државните и националните интереси и исполнување на стратешките приоритети. За тоа ќе бараме мандат на избори и веруваме дека ќе добиеме. Има и такви кои што сметаат дека треба да се признае Палестина, дека треба да се биде Северна Кореја, да има криминал како во Африка, како што има сега, да бидат недопрени криминалните кланови, една партија како ДУИ да се прогласи за доживотен партнер во власта и екзибиционисти и естрадни политичари кои тоа ќе го помагаат. Иако сметаат дека сето ова е во ред, нека го стават во својата програма и ајде да го провериме легитимитетот пред народот. Ви благодарам.